Почитувани представници на медиумите, денес имав одлична можност да направам обиколка и да се запознам со производството на Галафарм, компанија од фармацевската индустрија, која е една од 919 компании од портфолиото кој што во мојот кабинет се спроведува веќе неколку години и е поддржана од Законот за финансиска поддршка на инвестиции. Оваа обиколка е можност да се потсетиме на важноста на тоа што го направивме за да ги изедначиме домашните и странските компании во условите до пристап до финансиска поддршка од страна на државата за нивните инвестиции. Компанијата ја посетувам во момент на реализација на инвестициски циклус, започнат во 2022. Станува збор за проширување на палетата на фармацевски производи со нови таблети и прашоци, односно витамини, антибиотици и цитостатици. Според инвестицијскиот план, инвестицијата треба да биде завршена во 2026 година, а незината вкупна вредност ќе изнесува околу 4 милиони евра. Минатата година, согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиција, компанијата беше поддржана со речиси 4,5 милиони денари или околу 73.000 евра за нејзините инвестиции од 440.000 евра направени во претходната година. Она што посебно ме радува е тоа што може да препознавам континуирано инвестирање во истражување и развој, што ја одразува посветеноста на менеджментот кон иновации и знаење. Овој пристап во менаџирањето, заедно со поддршката од владата, ги одржува и напредува незините конкурентни капацитети на светските пазари. Успешното работење и развојот на Галафарм е само еден од примерите во реалниот сектор на економијата, кој зборува за резултатите на конзистентните политики и мерки на владата за предвидлив и стимулативни амбиент за нови инвестиции. Имаме навистина добар инвестициски бран од домашните компании, од околу 500 милиони евра, само преку Законот за финансиска поддршка на инвестициите, кој создаде над 5000 нови работни места со достоинствени плати за нашите граѓани. За ова да се случи, обезбедивме финансиска поддршка од околу 100 милиони евра. И во оваа прилика, навистина, уште еднаш голема благодарност на господја Елеонора за нејзината храброст како домашна мала компанија во фармацевската индустрија, да во тешки години на економска криза одлучат да направат инвестиции кои што значат поконкурентна домашна економија, не само на домашниот пазар, на регионалниот и на глобалниот пазар. Благодарам уште еднаш.